Така, ние... Посветен само на Тоше беше? Да, мислам, освен оние, значи редовно имавме претходно 3 насловни страници со него. Мислам дека имавме 6 или 7 интервјуа, значи тие 3 беа покриени со насловни страници, останатите не беа. Меѓутоа многу често го следевме каде одеше, значи дали било тоа на настап во Будва на Евровизија, бевме со него 2004 година во Истанбул и во 2006 година мислам дека излезе првото специјално издание Таа го сака Тоше. Да, тука ја држи токму титулата, нели? Да, кога беше избран за таа звезда и да. потоа решивме дека веќе нема да го номинираме заради тоа што ако го номиниравме секоја година ќе ја добиваше наградата за најмомче според тинеџерките. Затоа го прогласивме за звезда и потоа веќе не влегуваше во конкуренција на нашите најмомчиња. Меѓутоа уште значи во првиот број што го направивме, опфативме буквално се, значи слики од неговото детство, го натеравме Тоше да пишува дневник за најинтересните работи што му се случуваат и сите тие работи не ги даде напишани, па ги прекуцавме. Го најдовме неговиот индекс со оценки, објавивме кај него дома, па ја таму имаше фотографии. Па да, многу често одевме, мислам ние се дружевме и приватно, а ова е вториот број кој што за жал излезе постхумно, меѓутоа мислевме дека тоа им го должиме на нашите читателки, на целата публика на Тоше, заради тоа што го бараат од нас. Точно така. И конечно викендите тука Тоше да ги пее рефрените, па може заедно да ги испееме на продолжение. Да ги пееме заедно рефрените. Апсолутно. Ајде. Барем не ме натеравте да кажувам виц. Рековме, значи ми не гледаме рефрени за Тоше. Океј, во некоја прилика да знае дека памтам. Да.